На 14 години добил CD со концерти на светски познатиот DJ Тиесто. Од тогаш се воодушевува од светот на електронската музика и добива желба да го работи истото. За релативно кратко време, Александар Галовски успева да се вивне во звездите, да работи со низа звучни имиња од музичката индустрија и да создава музика која е дел од топ листи. Заради ситуацијата со пандемијата, повеќе од една година нема настапи, но успеа да пушта музика пред голем број фанови ширум светот предходно. Тој ни раскаже и за неговото прво создадено музичко дело. Моето прво дело го имав завршено кога имав 15 години и го објавив на форум тука на не ми оди на памет како се викаше форумот во Македонија, каде што имаше постари диџеи. И на форумот кога го објавив делото добив многу негативни коментари. Кога си дете во самите почетоци, тоа многу значи за тебе. Да не кажам дека сум плачел дома, не сум плачел, ама знаеш влијае на као депресија. Но јас имав верба во истото тоа дело, го испратив на еден од најголемите диџеи во тоа време и се уште од ден денес Денс Икона, Армин ван Бюрен, и истото дело заврши во неговата радио емисија. Он е еден од првите диџеи кој има поддржано моје дело во самите почетоци. Тоа беше една од најголемите лекции, дека не секој има иста визија и слух со тебе. Треба да веруваш во тоа што го работиш и во музичката индустрија почесто треба да бидеш научен да добиеш многу не ако сакаш да успееш. И тоа не да го искористиш како инспирација, не како депресивни моменти во кариерата. Армин ван Бюрен, Дейвид Гета, Мартин Гарикс и многу други се светски познатите музичари со кои Галовски соработувал и добива поддршка. Пред да започне пандемијата, имаше турнеја и во Кина, искуство кое секогаш ќе го памети. Во Кина настапува во 15 града. Имав 30 дена турнеја, па после тоа заминав уште еднаш на можам да кажам дека е едно од поголемите искуства за мене, затоа што си во земја каде што ретко кој разбира англиски јазик, надписи на англиски нема по улиците, мислам дека има само на интернационалните аеродроми како во Шангај и во Пекинг. Турнејата ја поминав со локален турменаџер кој идеше цело време со мене. За жал и тој не знаеше англиски, па се разбиравме преку Translate. Исклучен си од социјалните мрежи, немаш Facebook, YouTube, Google, имаш кинески социјални мрежи кои не разбираш кинески и ги користиш онака колку само да си во допир со нив. Дискотеките се огромни таму и можам да кажам дека една дискотека таму Medium Size ја сметаат како еден од најголемите фестивали во Македонија. Првиот настап во Кина ми беше во градот Кунминг, тоа е блиску Виетнам, и ми кажаа дека ќе настапам во Medium дискотека. Јас викам, добро, 500.000 луѓе, знаеш, и му викам колку гости вечерва има, па се очекува околу 12.000. Викам, толку на фестивали во Македонија полниме. Имав настапи во две од најдобрите 100 дискотеки кои се наоѓаат во Кина. Огромен успех за мене како артиста и добро чувство да се настапува во такви дискотеки кои што се медиумски покриени и надвор од Кина. Енергични, од самиот почеток на забавата до крај и многу гостопримлив народ. Имам само најдобри комплименти и коментари за Кина. Тоа што ние го гледаме овде од застарени снимки за Кина воопшто не е реално и мислам дека Кина е една од најразвиените земји кој ги имам посетено. Галовски вели дека ако нешто на вистина се сака и се работи напорно и амбициозно, може да се успее. Ги советува младите да се посветат на своите желби, да се трудат и да си ги остваруваат со ништата.